можам да го искористам прашањето, особено заради тоа што сте критичари на сите општествени појави, се разбере, не само на власта, критичари на коалициониот партнер на Груевски. Мухи правеше интервју со лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој е во дипломатска мисија и турнеја низ целиот свет околу името, евроинтеграциите, евроатлантските интеграции. Во интервјуто Ахмети изјави дека не верува дека ќе го подржи Иванов, што предизвика прилично лавина реакции и бура во јавноста. Подоцна Бујар Османи за нова изјави дека бараат, односно целат коалиционен партнер, коалиционен кандидат за председател, консензуален. Но прво со коалициониот партнер би започнали разговори. Кој е вашиот коментар? Сметате ли дека можно е Ахмети да заврти грб на коалициониот партнер ВМРО? Значи, реално би сакал да се случи тоа и ја мислам дека работите ќе одат на тој правец. Затоа што мислам дека не увидел грешката што ја направија при последните председателски избори, поддржа кандидат како што поддржа, без нивна поддршка немаше да беше постигнат цензусот од 40% излезност на гласачите. Ја знам дека тоа се случи последните пола саат од гласањето. До тогаш Иванов, односно, немаше цензус за тие избори и кога видела за кого гласа, они више им е јасно и за тоа веќе јавно кажува дека нема да поддржа таков кандидат. А ја не верувам дека Груевски е спремен да даде некој кандидат што ќе биде померка на барањата на Ахмети во ниту еден случај. Ја нема ни да бидам изненаден повторно да им го кандидира Иванов. И покрај тоа што Ахмети кажа дека нема да поддржи. Кои се барањата на Ахмети, видите, нема да излезе во пресрет на барањата на Ахмети? Да има консензуален кандидат кој што не е националистички настроен или кој што е прифатлив за сите, кој што односно би прифатил граѓанин или ќе има некаков таков граѓански концепт и на сите граѓани би бил председател. Ја пак велам дека Груевски пак полесно му е да се реши за кандидат кој што ќе биде негов послушник како што беше Иванов до сега овие години. Па, иако еве не се обичаме со некои од ДУИ, сепак, значи, ова повикот за предлогот за консензуален председател, мислам дека е една од најаките политички иницијативи кои ги преземала ДУИ во последно време. Мислам дека ова треба да се огледа и во целина со можноста за прогласување на предвремени парламентарни избори и околу тоа сепак има една внатрешна политичка битка помеѓу коалицијата која никогаш не треба да се заборави од јавноста, а тоа е дека ДУИ е сепак посебна политичка партија која автономно ги донесува своите и ги гради своите одлуки и ставови и мислам дека ова со консензуален председател задава прилично главоболка на ДПМН. Тие немаат таков кандидат, плюс што го кронисува тоа што да кажам може да се смета како казна од страна на ДУИ за актуелниот председател кој што беше прво тотално разочарување за сета држава, а понаособ за тие што го донесоа. Значи ДПМН се осигураше со послушноста, како што вели господинот Зекири, но ДУИ од друга страна не доби ништо. Дури и минимумот на условите кои што колку што се сеќавам беше за вработување на советници во кабинетот не беше до крај испоштуван од страна на председателот на државата, така да што остана да му се политички да се казни некако од ДУИ, што сега мислам дека се случува. Велите дека ќе се казни ВМРО ДПМН од страна на ДУИ, дека ДУИ би подал рака на СДСМ за заеднички кандидат? Значи, ја мислам дека тоа нема да биде ништо чудно да се случи, доколку СДСМ даде прифатлив кандидат. Тако консензуален како што се бара. И нема да биде изненадување. Иако мислам дека поголемиот дел од јавноста може така да го смета тоа. Ја повторно сум убеден дека ВМРО ДПМН не е подготвен да даде таков кандидат, а и да сака нема таков во нивните редови. Не, јас не мислам така, туку мислам дека предлогот е уникатен, така да може да се случи
уште поголемо изненадување, Дуи да предложи кандидат кој би можел да биде прифатлив за дел од, не знам, од СДСМ или од други опозициони Ахмети партии. за топ ченел има изјавено дека би го поддржал Лазар, односно дека е добар кандидат Лазар Именовски. Да, ја мислам тоа го има изјавено кога го однесе за амбасадор, кога го назначи, мораше да го правда, да ја правда. Тоа било лаконска изјава. Апсолутно, ја мислам дека е така. Да. Да, мислам може и некакво такво решение, не знам за конкретното, не верувам, зашто тоа во делот на албанската јавност предизвика многу негоди, плюс што сега ни се случи друг случај, значи сега и поранешниот министер Милошовски, мислам, треба да иде како кадар на Дуи, како амбасадор, така да веќе два джокера се потрошени во таа смисла и иако, да кажеме, албанците се толку политички великодушни, мислам дека не би било изводливо во тој смисол уште еднаш така. Би предизвикало ли тоа политички земјотрес? Секако да. Што, Не земјотрес, него би се одразувало во цензусот, што ако бидат значи само председателски избори, многу важно ќе биде и моментумот на цензусот, дали ќе се исполни или не во сета општа клима, значи. А токму на тоа мислам и коалиционен партнер да добие Дуи во СДСМ. Не, до толку тоа веќе со поврзаноста со Ја мислам дека доколку дојде до тоа, предвремените избори не ни бегаат и тоа ќе се случат заедно со председателските, доколку не се договорат за кандидат. Ви благодарам што бевте.